Господе, што направив? Назли. 27 пропуштени повици. Фатош, Назли, што направи? Фатош, каде си ти? Сакаш да ме умреш, Назли? Асума не излезе. Не и кажав дека не се врати на Океска и реков дека рано си излегла на училиште. Ја излежав. Ајде, кажи ми каде беше цела ноќ. Последно напиша дека и Ферите тука и потоа дека излегувате заедно со јапонците и после нема. Што? Каде си? Кај Ферицу. Ма ти велам, не испив многу. Не испив. Сигурно ме пресекло, Фатош. Ми отиде умот, го немам. Кога се соблече? Како се соблече? Размисли од почеток, добро? Размислувам. Бевме на приемот, мислам, приемот беше убав, танцувавме, се беше убаво, имаше музика, со нив дојдовме дома, требаше да им направам како. Аха. Потоа не знам, како... Добро? Ми извадиле од мозокот, Фатош. Изгледа дека последно што памтаме, Ферит ме крена в раце. Фатош, изгледа, господин Ферит ме крена в раце и ме легна на кревет. Фатош, или ние... Што? Фатош, ние изгледа... Боже. Девојко, зарем ништо не паметиш? Што ти рече? Што зборувавте? Ти рече дека се влюбил, дека му го заматува шумот, ти рече дека се затрескал. Што ти рече? Ти рече дека не може да престане да те гледа. Што ти рече? Фатош, не ме полудувај, ти велам, не се сеќавам. Нема разговори, нема, еве, има само кревет, нема ништо друго. Очите ви зборувале вас, девојко. Ете го влијанието на полната месечина, па ти пишуваше во хороскоп. Фатош, месечината да ти падне на глава, хороскопи да ти паднат на глава. Јас ти велам дека ми отиде паметот, ништо не се сеќавам. Господ знае што сме направиле. Ги батали в разговорите, ти не се сеќаваш ни што се случило. Фатош, што направивме ние? Добро, чекај, смири се. Каде е тој сега? Не знам. Почекај, Фатош, гледам. Тој е излезен, нели рано оди на работа? Да. Документите треба да ги испратиме во правното биро. Тука е, не излегол. Добро, сега ќе се смириш. Сега веднаш да се прибереш и оди кај него. Ќе се однесуваш сосема природно. Не можам да се однесувам природно, Фатош, не можам. Што ми е, гајле? Тој не годи, јас после ќе слезам. Оди кај човекот па да дознаеме што се случило минатата ноќ. Во право си. Ќе одам. Слези. И не слегувај така грубо, нежно гази. Слегувам. Добро, сега оди до него и смечкај се. Однесувај се како ништо да не се случило минатата ноќ, добро? Не го напаѓај наеднаш, да не го исплашиш. Не го напаѓај, не го плаши. Во кујната е. Убава вечер беше. На почетокот ми беше неубаво, ама... Добро излезе што се сретнавме со Назли. Излезе подобро отколку што очекував. Ќе дојдам, детално ќе ти раскажам. Фатош, му кажува на другар му за минатата ноќ. Вели, ќе ти ги кажам деталите. Што мислиш, девојко, и мажите зборуваат вакви работи со другарите? Мислиш дека само жените зборуваат, а? Јас морам подитно да се сетам на минатата ноќ. Добро, душо, се случило што се случило, не мисли на тоа. Сега ќе одиш, добро? Полека, потпри се вака на вратата, како утринска птица, и потоа почни да зеваш. Ама не отвори устата како носорог. Нежно зевај. И потоа со целата самодоверба, кажи му добро утро. Ако те праша нешто за минатата ноќ, одговарај му двосмислено, добро? Кажи му, беше убава ноќ и готово. Фатош, ти да не си полудела. Јас не можам да го запамтам ова што ми го кажа. И да запамтам не можам да кажам. Направи колку што можеш. Не стои како стап, ослободи се. Ке слушам сега. После јави ми се и дај ми извештај. Ајде.
Добро утро. Добро утро. Назли, се сеќаваш на тоа што се случи синоќа? Ние двајцата, додека бевме Не ме заедно... срамете. Не, Назли, нема зошто да се срамиш. Мислам, не знам кога го научи сето тоа, ама дали со мен или со господинот на Катани, Зарем и со господина Катани? Кога? Назли, ти зашто зборуваш, не те разбирам. Всушност јас вас не ве разбирам. Пред малку додека зборувавте со другарви и Назли. ние... Ова... Чекај малку. Ние синоќа не бевме заедно. Не бевме? Ама, вие ноќеска мене во раце... Да, те однесов во раце до креветот, ама јас пиев во салонот. Добро, а зошто те носев? Зошто? Ми се лоши. Повраќав во бањата. Зошто повраќав? Зошто... се изнервирав. И кога се изнервирав, ми се слоши. Еј, дај не се преправај. Ние се расправав. Прво се вработи како готвачка, потоа постојано се појавуваше на сите приеми кај што бев. Конечно, ноќе дома ми дојде. Добро тогаш, го доби тоа што го сакаш. Ајде, влези внатре. Не знам да не чекаше брак да ти предложам, ама... Што се замислуваш, бе ти? Мислиш дека немам никого? Ке ги викнам мајка ми и татко ми, сите роднини од родниот крај, па ќе видиш ти. Ми се лоши. Безобразен. Расипан. Кој се замислуваш дека си ти па ми предлагаш такви работи? Ферит Аслан. Знаеме. Добро, ти која си, Назли? Изгледа синоќа после приемот си помисли дека може нешто да се случи меѓу нас. Ако направив нешто за да помислиш такво нешто, извини, ама не сум богатиот маж што го бараш. Богат маж? Јас ли барам богат маж? Јас не барам никаков богат маж. И што значи сега ова? Ако сакаш, можеш да продолжиш да работиш како готвачка. Ќе си одиш дење и ќе си ја добиваш платата и нема да се гледаме. Вие... Ти безобразен, расипан, груб, лош си. Имаш лошо срце. Ти си заборавил што се човечки чувства, се си заборавил. Ако заврши, оди си. Да ме избркаше. Ама нема потреба, не грижи се. Давам отказ. Ни минута не останувам во оваа куќа. Ти си безобразен, груб, неучтив, без морал. Си заборавил што е човечност. Ти... Господи Игвел, може да ми го дадеш бројот на господица Назли? Секако ќе ви го пратам по порака. Благодарам.
Фатош душо, јас се излегувам. Добро, мила моја. Порака, од кого? Нема име, сега ќе видам. Госпогице Назмија, се извинувам ако вчера вечер малку претерав. Ферит Аслан. Да видам. Малку. Му честита, многу е искрен. Ау, дури кога се извинува, егото му е плафон. Остави го, да му се плукна во извинувањето. Што му напиша? Муканзаи. Што значи бе тоа? Што е ова, изгледа на јапонски. Труп. Хајде, мамо, да ја се јавиме на Назви. Ја побара веќе душа, таа не ми крена. Ке види дека сме ја барале, па ке ни се јави потоа. Или пак за кратко повторно ќе ја побараме, добро? Да не чекаме, повторно да ја бараме. Ај бе, таа не побара. Ало? Здраво, сте ме барале, јас сум Назли. Назли, здраво, јас сум Зејнеп. Мајка му на Булут е овде, сестра му на Ферит. Здраво, господјо Зејнеп. Здраво. Се извинувам што вака ти се јавувам ненадено, но бројот го земав од администрација. Слободна ли сте? Слободна сум, повелете. Назли, душо, мојот син Булут постојано зборува за тебе. И минатата вечер навистина многу си му помогнала на Ферит кога ги пречекал на Катани неговата сопруга. Па сакав да те запознам и да ти се заблагодарам. Сакавме да те поканиме на вечера вечерва. Господјо Зејнеп, и јас многу би сакала да ве запознам, ама таа вечер беше случајност. Нема потреба да ми се заблагодарувате. Значи, ке дојдеш вечерва, така? За вечерва имав договорено. Назви, те молам. Булут, добро ли си? Ако дојдеш вечерва, ќе бидам многу подобро. Ако не дојдеш, нема да бидам добро. Ќе бидам дури и болен. Добро, тогаш ќе дојдам. Јуху! Одлично. Добро, тогаш вечерва може околу 8:30, нели? Местото ќе ти го испратам по порака. Во ред? Во ред, господјо Зејнеп, до гледање. Види бе, што се сте поминале за толку кратко време? Буквално имаш минато со неа. Не претерувај, само правеш јадење секој ден. Ти, Назли, Булут, си имал забавна ноќ, нели? Само една обична ноќ, колку да не ми биде здодевно. Брат, толку многу готвачи работеа кај тебе. Ниту едниот не ти се допадна. Ама ти се воодушеви од низините јадења. Па не до толку, ама да, добро готвим. Ферит, знам, јас ти ја ставив таа мисла во главата, но штом девојката е ловец на богаташи, зошто би била готвачка? Не знам, Енгин. Може би изгрешив кон девојката. Ама може би целото однесување и беше игра, не знам. Навистина, не знам, верувај. Фатош, на телефон не знаев што да кажам. Реков дека ќе одам, ама воопшто не ми се оди. Затоа што и Ферит ќе оди, нели? Ако дојде, воопшто нема да се случат убави работи таму, само тоа ќе ти кажам. Аман, што ти е гајле ти? Ти не одиш поради него, воопшто немој ни да разговараш. Што има да разговарам со него? Кој е па тој? Јас таму одам само поради Булут, затоа што мајка му ме замоли. Остави го ова. Ова ќе го облечеш. Назви? Добре дојде, Назли. Многу ми е мило што дојде. Јас сум Демир, таткото на Булут. Мило ми е. Не ја оставивме можност да каже не, нели? Јас сум Зејнеп, мајката на господин Булут. Мило ми е. Булут, како си? Дојде седни тука до мене, а јас тука ќе седам. Да Назли ова, да Назли она. Ете, конечно дојде да Назли. Само малку, таа мене не ми е сестра. Таа ми е другарка. Аман... Да пукне. Молам, Зејнеп.
Ферит Душо, тебе те чекаме, ајде каде си? Еве излегувам од дома, ама нема да дојдам. Ќе бидам во близина, нешто да каснам и се враќам дома. Разбирам. Значи ќе бидеш овде за околу 10 на минути, така? Булут многу ќе се израдува. Булут Душо, Војко ти рече доаѓа, леве. Ај, ќе полета од среќа, бога ми навистина се израдува. Добро, тогаш да не те задржувам, ајде се гледаме. Се гледаме. Те чекаме. Бај. Во тој миг би сакал да му ја видам фацата на господинот Макатани. Во тој миг требаше да видите мојата фаца. Кога ги историв пијалоците врз жената, почнав да се молам. Те молам, зини земјо голтни ме. Бога ми, Ферит не ни раскажува на ваков начин. Многу било смешно на вистина. Би сакала дури јас да бев таму. Верувајте, не би сакала. Сега кога ви објаснувам, звучи смешно, но во тој миг воопшто не беше смешно, срамно На беше. вистина би сакала да бев таму. Но зашто не е смешно? Баш е смешно. Војко ми воопшто не се смееше? Булот Душо, не можам да кажам дека Војко ти се смееше. Господинот Ферит во тој миг не беше до нас, но кога дојде до нас се уште чадеше. Синко може би отпосле се смеел, но во тој миг Војко ти да назлија ја погледнал како да ќе ја убием. Да немаше толку сведоци наоколу, може би ќе се обидеше, може би. До сега не сум имал тенденција за кривично дело. Добре дојде, Ферит Душо. Добре дојде Ферит. Не сакам да ги прекршувам законите. Ама кога сме на темата, веројатно Назли е малку поопуштена. Никогаш во животот не сум им понудила некаква глупост на безпомошни луѓе, особено ако се пијани. Ама ако се способни возрастни, можеш се да им направиш. Не, тоа е работа на ладнокрвните бизнисмени како што сте вие. Булут, Уф. кога велиш ладнокрвен бизнисмен, изгледа како да кажуваш ладнокрвен убиец. Да, затоа што нема многу голема разлика меѓу нив. И двајцата прават анализа за ризик, прават детален план и се обидуваат безпрекорно да го применат. Јас и онака верувам во тоа дека секој кој е доволно испровоциран има потенцијал за убиство. Вуче, зошто ми рече ги затворам ушите? Вие да не зборувавте нешто за зомбиња? Ај, не, Душо, нема никакво зомби. Забрането е да се зборува за зомби. А и не постои нешто наречено зомби. Сега, Ферит Душо, Назли тебе не те познава. Можно е да не свати дека се шегуваш, нели? Во секоја шега има малку вистина, госпоѓо Зенеп. Затоа најдобро ќе биде да не ја изгубиме дистанцата со господинот Ферит. Јас и Булут знаеме дека брат ми има многу меко срце, всушност така ли е, Душо? Нели е, Душо? Вие верувате дека срцето на Војко ми дека е бурек? Назви, зошто ти си отиде? Еви Војко ми да не се налути за тоа што направивме неред? Булот Душо, можно ли е такво нешто? Но Назли, Булут е во право, зошто си замина? Кажи ми, ајде сега. Ти сакаше да си заминеш или Ферит те отпушти? Те молам, кажи ми. Се навикнавме да ги слушаме проблемите во врска со готвачите на Ферит. Во реде. Јас Јас така напуштив. сакав. Имаше работи кои го вознемируваа господинот Ферит. Исто и мене. Ај поради работата не можев да присуствувам на летните семинари, се поклопи. Вака е подобро. Мамо, воопшто не ми се спие. На вистина. Ајде да одиме кај чичко ми. Булут, Душо, многу е доцна, за кратко ке стануваме. Тато, ти однеси ме. Те молам. Те молам. Чичко ме ке не свири убави песни. Не велиш дека сакаш да играш со тапаните на чичкоти туку. Па тогаш ќе му одиме на едно кафе. Не можам син ми да го одбијам. Јас да си одам. ме. Нема бегање, ќе се заминеме сите заедно. Јас ќе бегам. Ајде. Ама Војче, па не ви сите заедно ќе одиме. Војче, и ние ќе дојдеме со тебе. Мислам, јас и Назви ќе дојдеме. Добро тогаш. Ајде каче. Назви, ајде качи се во колата.
Ајди, ние доаѓаме. Но назви, ти ке седнеш напред. Добро? Добро, Булут, договорено. Дојди. Назви, знаеш дека куќата на Чичко ми е многу убава? Голема, огромна. Дури и многу забавна. Само да знаеш. А знаеш ли вака дека има еден голем тапан? Порано бил поголем и од мене. Но сега јас веќе пораснав и го поминав. И сега знам јас да свирам на него. А Чичко ми исто така свири многу убави песни. Булут, јас сватив дека ти Чичко ти многу го сакаш. Да, многу го сакам. И Војко ми многу го сакам. И двајцата исто ги сакам. Не би, Војче? Какво не чудовиште мало, ми се умилкуваш да не ти се налотам. Уф, како прво големите, не им се лутат, а малите. Чичо, види, ова е Назви. Од каде вие овде? Многу големо изненадување. Чичко ли рече? Чекај малку, всушност ова е големо изненадување за мене. А ти ја познаваш Назви? Ја познавам, да, таа ми е другарка од танци. Но знаеш ли дека Назви прави многу убави гораби? А, не знаев, но знам дека многу убаво јаде кукурек. А Чичко ти е експерт по латино танци и прекрасно чисти. А вие од каде се познавате? Внатре ќе зборуваме, ајде. Влезете, повелете. Погледни, светот на вистина бил многу мал. Да, голема случајност, нели? Јас на господин Ферит благодарам. Работев во кујната на господинот Ферит и како дополнителна работа бев во една организација. Всушност, таа организација ја правела вашата фирма. А, готвачка си. Да, ме фати. Завршив гастрономија. Сега сум на постдипломски. Аха. Вчера вечерта игравме игра со Назли, требаше да ја погодам професијата. И не погодив се, разбира. А, значи што туку сте се запознале? Да, се запознавме на вашата организација. Значи работеше кај батоферите, јас не знаев за тоа. Не ми се верува. Чекај малку. Значи ти не си ги пробал фантастичните јадења на Назли? Никој не може да направи побави јадење од Назви. Ниту мајка ми. Синко, Булут, ќе ти кажам јас кога ќе одиме дома. Јас само знам дека им шепоти на кучињата и дека од раѓање има дарба за танци. И не правиш веќе јадења за батоферит? Ај како да не го знаеш, Ферит. Сепак Назли добро издржала 10-15 дена. Назли ја напуштила работата ете, а и ние за да се заблагодариме и истовремено да ја запознаеме, ја организиравме вечерта. Значи одлично готвиш, имаш и талент за танци, им шепотиш на кучињата? Па, има ли и други таленти за кои не знаеме? Сигурно има, само за 15 дена толку дознавме. Ова што јас го правам, секој може да го прави. Не би можело да се спореди со пеење. А и голема храброст е да се пее пред луѓе. Најмногу малтретирани од мојот глас се моите цимерки и од семејството сестра ми. Ај, претеруваш. Дури ни јас не знам дали убаво пеам. Друштво, Ајла ќе почне да настапува во барот на Танжу. навистина ли? Колку убаво, ти честитам. Утре е првиот настап. Ќе одиме да ја поддржиме. Назли, дојди и ти со нас. Јас? Не, јас да не доаѓам. Дојди, зошто да не? Ете, ќе ми бидеш поддршка. Донесе и другарка ти, дури и сестра ти можеш да ја донесеш. Добро, тогаш ќе дојдеме. Дури и Мило ќе ни биде. Ферит? Ќе дојдеш и ти, нели? Периодов сум многу зафатен, ќе дојдам друг пат, ќе те чујам. Ај, срам да ти е. Мислев ќе бидам поважна. Замисли ги вестите во списанијата. Познатиот бизнисмен Ферит Аслан беше еден од слушателите на Ајля. Утре влегуваме на еден тендер, ако го добиеме, ќе дојдам за да прославиме. Добро, значи утре и става оваа екипа ќе биде заедно повторно. Па добро, вие ќе прославите со Аља, а ние ќе продолжиме со прославување на пат кон Ајвалик. После толку работа.
Мора да се одмориме. Нели, мила? Значи сигурен си дека ќе го добиеме? Со сигурност. Со нетрпение очекувам да му ја видам фасата на Хакан. Нели, Ортек? Спанко? Јас да ти помогнам. Не, нема потреба, ќе ги оставам па утре ќе ги средам. Назли? Прекрасно изгледаш. Благодарам. Ќе заборавив, ги контактирав оние танчарите и од време на време свиреле, кажаа дека ќе ме известат, па ако сакаш може пак да одиме некој ден. Денис, мислам дека светот не е подготвен за моето танцување. Не, мислам дека имаш талент. Тебе така ти изгледа. Навистина. Јас си одам. Бото, чекај бе, каде одиш? Добра ноќ. Што му стана на човеков одеднаш? Епа, доцна е веќе. Ние ќе си одиме. Да, доцна е. Јас велам да влеземе внатре. Ај, како да не? Сигурно имињата ни се напишани на врата. Види ја ти оваа работа, што се знаела Розата на концертите, Асу? Назли? Да не ме чекавте многу. Не бе, Душо, и ние само што дојдовме. Ние всушност се познаваме од забавата за дочек на летото. Јас и Назли таму бевме келнерки. Јас сум Фатош, а вие сигурно сте популарниот Денис. Да, мислам Денис сума за популарен. Се шегував. Јас сум Асу. Мило ми е. Асуман, сестра ми. Ќе почне кај да ќе влеземе? Може, ајде. Ај, Денис, ова навистина било многу убаво место. Прв пат доаѓаш овде? Да, А ти, Назли? И јас, ама навистина убаво место. Добре дојдовте тогаш. добро ве најдовме. Изгледа она му е празно. Одете вие таму, сместете се да ја видам, ајла и доаѓам. Добро, ти бркај си работа. Веднаш ќе прифатиш. Фатош, не ме полудувај, не му е прифаќам понудата за работа. Каква понуда за работа, ама јас веднаш го заборавив тоа. Понуда за брак, веднаш да му ја прифатиш. Ќе го ставиш прстенот. Девојко, не ме полудувај и уште му велиш, популарниот Денис. Кога стана популарен овој Денис, пријателке моја? Кога стана? Девојко, ние тука ти мислиме добро. Прибери си го умот во глава. Човеков е злато. И ако тој тебе не ти предложи брак, ако треба ти не му предложи му. Да бе, Душа, сите мажи пред вратата на сестра ми чекаат со прстен во рака. Видиш што ги мачи. Не ме полудувајте. Секој маж што ќе го видите не е кандидат за идеален. Пријателот Денис, пријателот. Ај, се закачи пријател па пријател. Ај, готова сум. Зошто? Енгин доаѓа. Ај, пак ли е Енгин? Благодарам. Како? Ај, другиот намкер дошол, да не биде покусо. Кој беше Маингин? Ај, не ви досадили ни на двете да прашувате кој е Енгин? Човекот со кој се заглавивме во вратата и се заљубивме. Леле, мајко, човекот што мисли дека си собственичка на Ај, вода Назли, зошто дошол Енгин, ма? И зошто овие двајца се постојано заедно, зошто? Да ги прашам ли, Фатош? И ти нели ќе разговараше со Енгин? Ете, оди разговарај. Да бе, како да не? И зарем тоа кај вас таму не се викаше харикири? Не се смеј, јас сум ќе те раскинам. Ај, добро, молча. Ај, Назли, јас морам да си одам. Ако не види тука ќе се изрезилам. Ајде, бегам јас. Фатош, не може да одиш. Фатош, ќе те убијам. Ти не донесе Не, тука. одам. Види ја си отиде. Ама, остави, Ќе те ајде, убијам, дојди. Фатош. Повелете, пијалоците. Ти благодарам. И Фатош каде е? Мораше итно да избега. Фатош, теткај, и на една незина многу блиска роднина и се сложило и многу се вознемири веднаш за мене, да. Ај! Рече кога ќе го добиеме тендерот ќе дојдам, ама сепак мислев дека ќе не извисиш. Зборот е збор. Јас сум Енгин. Назли, мило ми е. Многу сум слушал за вашите јадења. Навистина, убави се. Енгин ми е многу близок и стар другар. А ова е Асуман, сестра и на Назли. Мило ми е. Мило ми е.
Ако претераш со пењето, пак да не ти се сложи. Да, алкохолот малку ми го иритира желудникот. Добре дојдовте. Bu gece son, biraz sonra bu kapıdan son kez çıkıp yine kendimi vuracağım yollara. Kim bilir kaç kere ıslanacak yüzüm, elimi tut, düşman olma. Денис, толку од мене. Поздрави, Ајля. Biraz sonra bu kapıdan son kez çıkıp yine kendimi vuracağım yollara. Kim bilir kaç kere ıslanacak. Еј, што се случи? Сообраќајката се случила по еден час откако тргнале на пат. Господја Леман е на операција, добро е. Булут е повреден, ама во добра состојба е. И? А брат ми, Дада Зейнеп, тие каде се? Зборувај, Тари, кајде? Господин Демир и господја Зейнеп ги изгубивме, за жал. Што?
Како тоа? На лице место. Во колата. За жал, починале во колата. Не зборуве глупости, Тарик. Не трескај глупости. Ние уште вчера... Ќе те убијам јас тебе. Добро е. Добро, смири се. Смири се, Ќе те убијам јас тебе. Добро е. Добро, Убијам јас тебе, ќе те убијам јас тебе. Ќе те убијам, не знаеш. Добро е, смири се. Добро. Каде е Булут? Булут бил врзан со појасот. Кога дојде во болницава беше онесвестен, а маите, докторите за кратко ќе ни објаснат се. Детето е добро, не е во животна опасност. Како резултат на ударот се заглавило зад предното седиште. Само нозете му се повредени. Каква повреда? Не грижете се. Со мала физикална терапија ќе биде како порано. За шокот што го преживеа ќе му биде потребно подолго време. Нека одмори малку и не грижете се, ќе ве пуштаме еден по еден во собата. Со помин нека е. Ви благодариме. Како е можно ова? Како е можно ова? Како е можно ова? Како е можно? Господин Денис. Денис! Како е можно? Зарем ова не е Ферит? Зарем направиле вест од синочешниот концерт? Навистина вчера се случило, но не е концертот. Да ги познаваш овие? Мајка му и татко му на Булут. Демир Каја и неговата сопруга Зейнеп Аслан Каја трагично починаа на лице место. Останатите членови на семејството Булут Каја и Леман Аслан, кои исто биле во возилото, се тешко повредени. Примете сочувство. Примете сочувство. Примете сочувство. Сочувство. Примете сочувство. Примете сочувство. Моје сочувство. Примете сочувство. Сочувство. Примете сочувство. Примете сочувство. Денис, мое сочувство. Благодарам. Како е Булут? Добро е. Мислам, се труди да биде добро. Ако ви треба нешто, јас веднаш ќе дојдам. Ти благодарам. Мое сочувство. Ти благодарам. Мое сочувство. Ти благодарам. Прими сочувство.
Дадо? Денис. Блиски роднини се? Господја Демет, име сестра на покојникот господин Демир и на господинот Денис. И господја Зейнеп, знаете, му е сестра на господин Ферит. Нивните татковци на времето заедно ја основале фирмата. И овој Хакан во тоа време работел во фирмата, ама воопшто не им бил симпатичен. Дури и подоцна го бркаат од фирмата. И кога господица Демет кажала дека ќе се омажи за Хакан, нормално пукнала војна. Татко и дал мал дел од наследството и буквално ја брка од семејството. И тогаш тие си основаат своја фирма. И од тој ден речиси не се ни гледа со семејството. Бато. Братче моје. Зошто се случи? Зарем требаше скарани да се разделиме, брату?